Поставен е првиот асфалтен слој на кружниот тек на крстосницата Трета македонска ударна бригада и улицата Гоце Делчев, локалитет Серава, по претходна извршена корекција на планот и изведено проширување на коловозните ленти. Според надлежните од општина Куманово, кружниот тек ќе има 2 коловозни ленти кои ќе бидат доволни за непречено движење на сите возила. Претходно заврши проширувањето на улицата Гоце Делчев, која води кон крстосницата на булеварот Трета македонска и до улицата Бајрам Шабани. На тендерот за изградба на овој кружен тек по претходно објавен оглас на општината се пријавиле 2 компании. Избрана е Кумановската Кооп Инженеринг. Општината од буџетот одвои 14.997.800 денари со вклучен ДДВ за реализација на проектот. Стои во склучените договори на електронскиот систем на јавни набавки. Договорот е склучен на 23 март годинава. Граѓаните сметаат дека изградбата на кружни текови е најдобро сообраќајно решение за намалување на метежот во градот. Добро е што прават овие кружни, нема семафори кои не работат, ќе биде добро. Најверојатно ќе се реши на добро. Еве 2 кружни тека прават на Октомвриска и овде кај пазарот, супер. Најдобро решение што може да биде. За сак, па потаму ќе видиме. Многу убаво решение. Мислите дека нема да има толку гужва? Никаков проблем, нема да има судари, нема да има ништо. Многу убава работа. Јас сум превише задоволен, ја идам све на пешачки прелаз, не проаѓам никога на погрешно место. Така да нема проблем никаде. Ја мислам не. Зошто еве според? Прво на пример кога од ова од Гоце Делчев горе до овај како беше ова улица Бајрам Шабани, овој кружен ток не го изведа надобро, па после го преправи. Мислам дека и оној доле е малку излезен напред и ствара се гужва автобуси и гледам камион тешко тука тешко вртат нагоре. Значи нешто ќе видиме на крај кога ќе почнат првите дождови, дали дождот ќе иде доле, дали ќе иде у канал, дали тука ќе остане некој, дали луѓето ќе прерипат. Многу е убаво ќе биде. Око многу беше гужва. Во моментов интензивно се гради и кружниот тек на локацијата кај Митев мост, помеѓу двата булевари Октомвриска револуција и Трета македонска, за што од општинскиот буџет се одвоени над 35,8 милиони денари, чија изградба се очекува да заврши до средината на летото. За првиот кружен тек, изграден пред 2 години, Куманово одвои над 20 милиони денари. Но додека се градат новите кружни текови, а граѓаните проектите ги поздравуваат, кумановци се загрижени заради честите дефекти на семафори во Куманово, особено на булеварот Октомвриска револуција. Последнава седмица вертикалната сигнализација на крстосницата кај Реонскиот пазар повеќе наработи отколку што е во функција, забележуваат граѓаните, со апел што поскоро да се реши проблемот заради безбедноста во градот. 3 дена како не работат. Што мислите за оваа состојба? Па не е по најбоље. Опасно ли е за пешаците? Веројатно, да, опасно и за возачите, за пешаците. Секој ден ја одам тука и Што мислите, возачите го почитуваат ли правилото? Не, идете и на семафори, на црвено, на се. Ги пропуштаат ли пешаците? Таму и така. Значи, кој би бил вашиот апел до надлежните? Па апел до надлежните да поведат ред малку. Иако граѓаните знаат дека кога семафорите не работат се применува правилото на десна страна, сепак често се случува правилото да не се почитува заради што се создава метеж на крстосницата, па дури и сообраќајни незгоди.